кажавме утринава дека со Цеци имавме прилика пред добри 6 години можеби да го запознаеме Драги и Ивано, благодарение секако со таа тандемска комбинација со Дина Јашари. Овој пат го даваме аплауза за неговите соло проекти, така што ќе се потсетиме на Крута, еден сингл кој што му ја дадесе таа музичка траекторија уште лето 2024, а и музика во живо во рамки на утринската. Уживајте. Корен извади се што ти дадох, нема веќе ништо мое, секој за себе свој. Без огледало в живе, не знам чиве, гори во мене љубомори, секакви ночни мори, фори. Факт, сум сам од утро до мрак, од мене нема зрак, пун град, јас стап слаб, дали давам знак, када одиш глупак, фак се ти давам пак, од утро до мрак, од тебе нема спас, поаѓам од старт, погрешен так, што ти треба, ти дадов се од себе, ама немам ништо назад, дали знам или се лажам, имам страв наместо тага. Со говор не знам када да најдам смисла за договор, се согори да издржам одговори, дали сум доволен. Нема глас, нема бука, цело време си некаде луташ, празно зборуваш глупости, не си тука. Не знам баш зашто си лута, веќе ништо нема тука, дали сум доволно глупав или ти крута. Нешто мое за тебе свое, нешто во што дадов живот, а не ни знам што е. Нема глас, нема бука, цело време си некаде луташ, празно зборуваш глупости, не си тука. Не знам баш зашто си лута, веќе ништо нема тука, дали сум доволно глупав или ти крута. Покасо што се огради, земи ме од мене, заврши. Нема глас, нема бука, цело време си некаде луташ, празно зборуваш глупости, не си тука. Не знам баш зашто си лута, веќе ништо нема тука, дали сум доволно глупав или ти крута. Да спори за тебе. Ама ние ќе збориме днеска за Драги Иванов. Драги Иванов ни е во студиото, си евоциравме спомени. Лама и така направи, мислам дека тоа може да го практикуваш пред секој свој настап јавен кој што ќе те следи. Еве по некој совет плюс. Драги Иванов го видите во студио, го видовте пред малку на видеото. А јас велам си евоцираме спомени од едни преубави времења во ова студио, со една друга сценографија, кога имавме музички бендови и тогаш
Веројатно тогаш се запознавме, така? Да, се прашуваме со Цете секој пат, бидејќи бевме нели сами да речеме автори и домакини на 90 минути. И тоа беше прилично убава попладневна емисија која што ја сакаа доста нели од нашите гледачи, меѓутоа се прашувавме во тие добри календарски година и половина пред пандемијата и нам да не нели улови, од каде се ги наоѓавме сите бендови. И сериозно секој различен ден имавме бендови, вклучувајќи ти тебе и Дина Јашари. Тоа зборува дека има музика, и има музичари кои што продуцираат и ти си еден од нив кои што тогаш во комбинација со различни други твои соработници беше дел, но денеска те гледаме во една соло варијанта. Соло руба. Веројатно секој еден музичар сака да се испроба и во таков некој или да се го најде своето друго алтер его. Има вистина во тоа, драги, или Ти одговорив, сега баш спомнавме дека во петокот бев на Урбан со Марко исто така и баш слично прашање. Ми се чини дека некако ова секогаш требало да го направам, ама секогаш сум бил како малку ми е страв за ова, така ќе тргнам на страна, се пробувам, ќе пробувам. Ова па ајде да пробам сега ова и некако цело време сум знаел дека а цело време сум знаел некако длабоко дека можеби ова е тоа, така да. Имено некои работи заборави да те прашам за некои соработници, така натаму, ама ќе имаме прилика и простор, се надевам, ама и ќе отсвириме нешто и ако велиш дека можеби не ти е најкомфортна зона, сепак да има што ќе кажеш ти all eyes on me или all eyes on you или сите очи кога се вперени кон тебе, меѓутоа заслужуваш. Тука ти се нели твоите долгогодишни соработници. Знам дека сте како брат и сестра со Дина Јашари, работите во музичка лабораторија и на нејзина музика, работите, кажав, со Дупер, со Feng Shui, со некогаш и популарната група Pluto's Doubt, меѓутоа овој пат 4 објавени, издадени синглови кои што ќе го комплетираат студискиот албум Здравје Боже во март. И кажав на Цеца ќе не поканеш на датум, да. Гледаш им соло и им веднаш албум. Веднаш албум има. Тоа значи многу материјал имало? Мислам дека 30 години се собирало и сега било кога е па оваа година секи искочи. Вистинскиот момент. Да. Вистинскиот момент. Зборевме со тебе за сите оние кои што не гледаат на Телма, всушност она што е куриозитет за тебе е дека дипломираш токму на музичкиот коледж Беркли во Бостон и работиш една како главен инженер во продуцентска куќа. Тоа заборив да те прашам. Чекај, Kid in a Corner во Лос Анџелес и тоа на музичкиот продуцент и текстописец Алекс да Kid. Инаку тоа е британски продуцент, вредно да се спомене и Apple sada, кој што работел со звезди како што се Eminem, Nicki Minaj, Dr. Dre, P. Diddy, Imagine Dragons, па други британката Sheryl Cole. Ето тоа сега прв пат. Тоа е прв пат. Меѓутоа еве за оние кои што не знаат со кои се имаш соработувани, дека всушност во твојата резиме и биографија стои Беркли коледжот и Бостон, тоа е исто така една работа која што импонира. Да, мислам дека се покри. Што друго да кажам, искуството од еве да го потенцираме повторно во студирањето твое. Колку те промени како музичар? Да, тоа често тоа искуство од светски размери. Тоа често го кажам, има Quincy Jones, познат продуцент, има кажано музиката може да биде толку добра колку што си добар како човек или на некој начин колку ќе пораснеш како човек, толку можеш и да направиш и со музиката на некој начин. И иако студирањето е предизвик и на крајот од денот беше тоа што сакам да го правам и можеби беше најлесниот дел од целото мое преселување во Америка и живење таму. Целиот тој културен шок, често го кажувам тоа дека до вчера мама ме перала и сум мирисал вака и сега наеднаш имам детергенти што прв пат ги гледам и сега сум кој сум јас. Сега веќе не можам да мирисам како што мирисав до сега. Да, и сите тие удари на тој некој начин каде што всушност треба да се најдеш одново на некој начин. На почетокот е страшно, после тоа некој време станува интересно. Сега си многу поискусен. Да, и мислам дека тоа е животното искуство што доаѓа со целиот тој чекор да отидеш на другиот крај од светот и да бидеш сам и да почнеш од нула. Не ти беше желба да останеш таму, драги, затоа што споменавме и ви Марко сподели значајни имиња од музичкиот свет во светски рамки. Продуценти, композитори, музичари, секаков тип на музичари. Не ти беше желба барем малку да останеш таму, да пробаш таму да работиш или едноставно сакаше мирисот на мама и дома? И домашниот детергент. После таа една година работа и работно искуство, имаше сплет на околности што
едноставно Заради одлучив кој дека е се врати? најпаметно да се вратам. Мислам дека имаше еден момент на тоа дека се почувствував дека да, има премногу луѓе и премногу луѓе се трудат да го направат тоа што јас сакам да го направам и се почувствував дека да, мислам би било залудно да кажам јас сум најдобар и сега треба да бидам таму. Туку едноставно се почувствував дека можеби тоа што го имам би било исто така убаво да го донесам дома. И со тек на време сватив дека најмалку е крајна одлука тоа сега се вратив и сега останувам. Да. Животот е таков каков што е и не се можеби знае кога утре ќе ќе се се отвори нова вратам. врата, Да, да. Само така да прашам, дали кога прв пат се запознаваме во ова студио Бе вратен. беше вратен таа зашто се вели можеби Така, тој период? 2018 се вратив така да Се враќаш мислам дека тогаш беше. од Бостон. И често пати и кажавме, инаку сте генерација не заедничка, сакам да кажам, сте завршиле генерации ворце и отаму нели како рековме аплицираш за Виена, така беше Валенсија, всушност- Валенсија. Валенсија, пардон. Така. Значи завршаш средношколски денови во Ворце. Уште сум четврта година, се сеќавам дека беше зимскиот распуст. Кога беше аплицираш? последниот ден за да можам да аплицирам за доцниот период на Значи се апликација. уште во средношколските денови ти Да, одлучуваш дека тоа ќе биде Беркли и Бостон. Да. И сакам да кажам, искуството дека во Валенсија од цел свет каде што нели студенти доаѓаат сега да. нови бруцоши, од колкава конкуренција и какви критериуми се мораше да прикажеш во Валенсија за да бидеш дел од потенцијалните кандидати и апликанти за да бидеш дел од студентските денови на Беркли. Да, процентот на колку од луѓето што аплицираат влегуваат во Беркли не знам. Мислам дека секоја година влегуваат околу 1000 студенти од цел свет. За да се воопшто нели да се има шанса да се влезе во Беркли. Па да кажам тоа не е мала работа од 8 милиарди сега жители, нели сега сите Така, со своја така, возрастна така. категорија да бидете во 1000 Да. вистински. Дефинитивно, да. И за тоа мора да се помине апликација, поточно аудиција, пардон. Затоа и бев во Валенсија, затоа што мора да те слушнат, што знаеш, колку знаеш, да ти тестираат границите на некој начин, за да видат така и се одлучува дали ќе добиеш стипендија, кој што бев среќен да добиам дел стипендија исто така. И во едно интервју за да те запознаат и да видат дали со тоа што ќе ти дозвола да го имаш тоа искуство на некој начин. Дали да бидеш студент на Беркли? Да, што ќе се случи после тоа? Она прв пат ми се случи некој да ме праша што ќе правиш за 10 години од сега. Јас бев као чекај малце, јас уште ми е тешко да смислам што ќе правам последните 3 месеци, камоли 10 години од сега, ама тоа беше убав мозочна вежба, мајта. Да, верувам. Инаку, причината заради која што си тука е всушност премиерата која што ние веќе неколку пати го дзирнавме во неколку наврати видеоспотот за Усни. За кратко ќе го погледнеме и целосно, меѓутоа нели тоа е еден нов музички проект кој што ти пред малку генерално го најави, затоа што велиш ќе биде дел од еден албум. Така. Па ајде малку да ни подраскажеш како настана Усни, како се снимаше спотот, ти си со велосипед, наш човек си из Скопје. Се искачи на водно, така? Тоа не дознавме дали заврши на врвот или не. Тоа станува Енигма? Ќе видиме, ајде за кратко. За видиковеца сигурно, за понатаму ќе видим. Од каде да почнам? Усни е чисто дел од песните што се случија минатата година. Искрено произлезе од еден вид импровизација, едноставно тој има такви денови наверојатно каде што чувствуваш дека има нешто во тебе и сега треба на некој начин простите ми да го повратиш и стиснав да снимам и неколку часа по половина час импровизација само свирав нешто да излезе од мене и се сеќавам дека мелодијата за Усни така настана и воедно пијано да ловит. После тоа беше тој мојот помалку омилен дел каде што требаше да се вратам и да ги преслушам сите тие работи и да бидам чекај, овој такт до тој такт, ова е интересно, може би ова може да се искористи така да направам Да смисла. склопиш. Да. И подоцна нели целиот друг продукциски момент на додавање на тапани, и синтесайзери, и басови, Цел мастеринг. и миксинг, и мастеринг, и снимање, нели. Така е.
Така, да. Во март месец, значен, нели кажавме и месец за тебе, ќе се случува, предпоставуваме во мултимедијалниот центар сега новиот лабораториум, каде што се снимаше и нели еден од твоите видеоспотови. Може ли само вака да се збогуваме од ова убаво издание Утринска на Телма? Знам дека и ова ќе биде твој животен музички преседан. Да те натераме да инаку нешто му велам, дека сите негови синглови досега студиски издадени мора да ги објави и акустично и во пијано верзија, особено Усни, која што е една убава меланхолична тема. повеќе? Јас слушнав многу Имаше привилегија, да. Привилегија и слушнав многу убав дел од неговата музичка, сега веќе убава дискографија и му велам заслужува секоја песна да добие и пијано верзија. Што ќе одиме кај едно вака збогување и поздравување на публиката? Затоа што сите освен Спас ги испеав минатиот петок. Овој пат Спас ќе биде. Ми се чини дека Спас Спас ќе биде. Да, само ова е доста ризичен момент секунд. Зашто? Затоа што почнувам веднаш со вокал и гитара. А инаку, додека се подготвувавме со Драги, вели, чекај, мора жиците да се адаптираат на квалитетот на воздухот и температурата, ама мислам дека добро звучи се. Океј, можеме? Може. Да, може. Wish me luck. Воздух да земам твоја градина, сон да имам во собствена колевка, некогаш да можам да те допрам пат, да можам да те изслушам, за да излезе ова од мене, да најдам спас, да најдам пат, по сето ова јас, да простам се, за секогаш. Во големина да пораснам, воздух да земам во моја градина, сон да имам во собствена колевка, да секогаш во сигурност да живеам и помош да ти побарам, за да излезе ова од мене, да најдам спас, да најдам пат, по сето ова јас, да простам се, за секогаш правилно да постапам, во големина да пораснам. Дали е доволно се трудам, дали е доволно за некогаш да можам да те покријам, во лице да те погледнам. За да излезе ова од мене, да најдам спас, да најдам пат, по сето ова јас, да простам се, за секогаш правилно да постапам, во големина да пораснам. Се надаваме доволно
толку можам. Се надевам доволно за секогаш правилно да постапам, во светлина да пораснам. Со доста трема. Надвор, Тоа претпоставам се дека, замислувам, нели? значи да сум од кебе, Сега да те може слуша. многумина од Наме од овој прозор тука вака да гледаме снег. Вистинска идила ќе беше. сериозно, музиката е многу интересна, пак ќе кажам, во некои сегменти се провлекува таа убава меланхолија, Да. една твоја спокојна нишка и пак ќе ти кажам, честитки за почитувањето на македонскиот јазик, што не си во трендинг зоната да се користат Да. пцовки во голем дел Па од не само тоа и да се пее и на да се англиски. пее именно, така Само и што тоа е супер, честитки, но честитки ова ќе биде целосно македонски. проект. Тука морам да ве поправам. Има дел каде што затоа што се чувствувам дека да, се согласувам. Мислам Тоа не е ништо лошо да има, меѓутоа Да. Апсолутно, да. Доколку мислам во случајот се чувствувам дека имам и дел америчко во мене, затоа што поминав се 5 години. има тоа влијание Да, секако. Така да има дел каде што е на некој начин целата музика и нели она што може да се каже како песна е на македонски, меѓутоа има нешто во позадината што е англиски. Така да. Дали сум добар ако кажам Bon Iver? Одлично, многу убав комплимент. Така Благодарам. што ете на тоа ме потсети генерално, бидејќи доста го имам во своето домашно портфолио на слушање музика, така што тоа ме потсети Bon Iver утринава. Меѓутоа верувам дека сите ужива и соодветствено да не бидат толку нападни овие утрински програми, туку така некако Смут. смут, Смирено. да, смирено за да ги испратиме и сите можеби кои што во моментот започнуваат со Јас работа. само да прашам кога ќе биде албумот? Ќе Марта се уште- сигурно. Да, марта дефинитивно, сега ќе видиме точно кога. Така да. Значи за март. брзо ќе биде, За тоа брзо е ќе биде, тоа е да, да, важно. да. Има Претпоставувам зашто- дека освен таа цел што имаш за годинава, имаш и други во поглед на музиката, но ова е вака нешто позначајно. Да, морам да ви кажам дека доста ми помагате. Јас сум бил на Берклицето, тоа супер, меѓутоа и на Марко му спомнав минатиот петок. Многу ми е поудобно кога сум во студио, кога сум позади, кога си работам. Така да ова Тогаш си свој на своето. Да. Можеш да се Така да- навикнеш на ова кое што следи. Да, така да делот од тоа што следи, ја мислам дека конечно да вајда да си ја Излезеш од скршам корупката. Да, Излезеш да, од комфорт и зоната. да бидам малку. Има зошто поактивен. те Поддршката ја натерала имаш. Дина Јашари и другите за да влезеш во студио да бидеш соло артист. Сега вака ќе се одјавиме, ти благодариме, се гледаме за скоро и во месец март кога повторно ќе направиме промоција секако на албумот. А во Благодарам на моментот поканата. неколку минути колку што дозволуваат пред да идеме да си кажеме и Горан Петрески, ќе уживаме со премиерата на Усни и Драги Иванов на Телма. Полнам усни да те научам, полни усни да замолчам, полнам усни да те научам, полни усни да замолчам. Много мисли да замолчам, полно усни да те преболам. Много мисли да замолчам, полно усни да те преболам. Малко мисли да те преболам, полно мисли да
naučam. Малко мисли да те преболам, полно мисли да научам. Да се родам пак, да се родам пак.